Велковски ли? Колега Велковски, вака сега, како стојат работите по однос на вработеноста, колку сте зголемиле број на фирми, странски инвестиции, кој шо влегол? Ова, мислам дека се точни информации. Број на невработени 2017 година. 104.958. Јануари 2017 година. Број на невработени 2019 година. 105.658. 700 луѓе помалку невработени 2019 година. Во време кога блескаме, во време кога сме на прав пат, во време кога имаме датум за преговори со Европската Унија, во време после прославата за влегувањето во НАТО. Број на невработени во Штип. Ја идам од таму. 2017 година. А да не заборавиме 16-та, 17-та политички какви години беа во државата, имајќи ги во предвид светската и европската должничка криза кој што се случуваа во изминатиот период. Бројот на невработени во Штип јануар 2017 година е 2099 невработени. Бројот на невработени во периодот кога блескаме, кога донесувате странски инвестиции во државата, 2019 година е 2444 или 345 луѓе повеќе невработени или 15% е зголемена невработеноста во Штип од бројката од јануар 2017 година. Овие ваши празни флоскули, ова ваше кажување, граѓаните го знаат. Знаат 2015-16 отварањето и на Johnson Control, на Technical Textiles, сериозни фирми, некако овие фантомските ваши 50 и кусур фирми и во Охрид ги знаат, колешке Лазаревска, истите тие фирми, кај што сега вие вработувате. Некако овие ваши фантомски фирми нити ги гледаме кај се, нити шо се и бројот на вработени се зголемувал во државата. А од друга страна имаме состојба да бројот на иселување на млади лица во Република Македонија 2019 година според индексот на Евростат е најголем од изминативе години. Мислам дека се движи некаде околу 33.000 млади лица кои што се регистрирани. Имајќи предвид дека дел од нашите млади лица излегуваат и со пасоши на соседни држави, тие не можат да ги регистрираат директно како македонци и луѓе кои што се иселени од тука. Во однос на зголемувањето на ова човечки капитал, и викате дека не е класичен подкуп, колега Велковски. Класичен подкуп. Значи, зголемувањето на квалитетот и продуктивноста на администрацијата и на предпријатијата ни е потребна. Не еднорочна кратка мерка со цел да се доближите и да се додворите на граѓаните во Република Македонија. Сега пред избори, ние сега средивме се у државата и ќе одиме напред. Велите околу капиталните расходи, односно капиталните инвестиции. Замислете го, зголемувате буџетот за дополнителни 300 милиони евра, 300-400 милиони евра, а капиталните инвестиции не само што не остануваат исти, туку се и намалени. А па реализацијата од тие капитални инвестиции катастрофална во државата. По однос на тоа што ги спомнувавте фондот за иновации и врби и слични работи. Врбите ги спомнавте. Бродовите ги спомнавте. Значи, земете нешто да направите. Лесно е, готова зграда која што ја напаѓавте на водовод Скопје или која беше таму, ние ќе ја продадеме сега и завршивме работа. Што ќе направиме со парите? МНТ денеска не го коментирате и не е за коментар, за жал. Жално е тоа што се случува. Меѓутоа, колега Велковски, јас знам дека вие сте ревносен да браните политики на вашата владеачка гарнитура. Не се брани се. Дилаверум нема да го одбраните, затоа што доправа ќе се отплеткаат тие клопчиња. Сумнителните тендери и жути или не знам како се викаат оние кои што треба да учествуваат, не можете да ги одбраните. Затоа што за разлика од вас,
кои што седите тука и ни ги читате бројките и не убедувате во розевата состојба, некои ваши политички пријатели пари прават на нелегален и на сомнителен начин, кои што ќе бидат предмет на обсервација и истражување во наредниот период. Не можете да го убедите граѓаните. Очигледно вие одамна немате прошетено вака низ нормални луѓе за да видите што зборуваат луѓето во државата. Освен тие кои што во моментот, еве како колешката која што од таму цело време пробува да ме дефокусира, кои што имаат директен не само политички, туку и финансиски интерес за сето она што го зборуваме, а зборуваме вистината, да пробуваат да го изместат од место. Зборувате околу пензионерите. Повторно ќе кажам, значи, укинавте еден дел од законот кај што платата се калкулира индексацијата и се она друго што треба за пресметка на пензија, растот на платите. Не случајно е направено тоа. Да се средила дупката во фондот. И сега средивме дупката во фондот. Колега Диме Велковски, не работите на капиталните инвестиции. Во делот на науката, во вашата програма имате кажано дека првата година по доаѓање на власт ќе изголемите парите за наука за 50%. Вие имате намалено 17% оваа година за разлика од минатата година. Не да ги зголемите. Имате огромни такви намалување на места кај што ние треба директно да инвестираме. Тоа е улогата на или давање средства или помагање на човечкиот капитал. Не ова што го правите. Значи, работава е толку провидна, толку ниска, што навистина е буквално да. Еве како што рече една од колешките од СДСМ, струмички модел. Ви благодарам.